За едната страна е добра основа за водење на преговорите со Европската Унија, за другата е показател дека мнозинството нема осет за градење консензус. Така власта и опозицијата му пристапуваат на манифестот, иницијатива за која застанаа партиите кои се дел од владеачката коалиција. Документот напишан на неколку страници, наместо да ги доближи ставовите, дополнително ги засили разликите меѓу блоковите предводени од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ. Социјалдемократите сметаат дека манифестот е во рамките на државните црвени линии за заштита на идентитетот и јазикот во процесот на преговори со Унијата. Во овој документ јасно е наведено дека политичките партии во собранието, без разлика од составот на владеачкото мнозинство, се обврзуваат да соработуваат, но и да го водат преговарачкиот процес целосно отворено и транспарентно, со цел најшироката јавност да биде во можност да го изрази своето мислење по однос на условите за членство во Европската Унија. Сега е потребно обединување околу овој манифест, со кој сите заеднички ќе се обврземе за ефикасно водење на преговорите за пристапување во Европската Унија. Очекуваме и други политички партии, а пред се ВМРО-ДПМН, да се приклучи кон овој манифест и со тоа на дело да покаже и докаже дека навистина е за Европската Унија. Од ВМРО-ДПМН брзо стигна одговорот на повтореното барање за манифестот, кој меѓу другото значи поддршка на процесот за уставни измени. Напишале документ кој што го нарекуваат манифест, подпишан е, како што велите вие, од голем број на политички лидери, а сега го веќе вториот ден го нарекуваат добра основа за разговор. Ќе повторам уште еднаш, покажуваат базично непостоење на капацитет за компромис и за консензус. Седнале, напишале документ, го подпишале документот, го даваат во јавноста и бараат негово прифаќање. Воопшто не мрднале ниту милиметар во насока на остварување на стратешките интереси на државата, покажуваат и отсуство на целосен капацитет за градење на консензус. Идејата на манифестот зад кој досега застанаа СДСМ, ДУИ, ЛДП, Алијанса за албанците, НСДП, ДОМ, ДПА е обединување заради европската иднина на земјата. Документот е поделен во два сегмента. Првиот потврдува дека мнозинството на граѓаните се за членство во Европската Унија, а во вториот се наведуваат целите за кои се залагаат иницијаторите. Преговори на брза трака на равноправна основа, засилена и континуирана соработка меѓу политичките партии без разлика која е на власт, неприфаќање на какви било разговори за македонскиот јазик. Истовремено, манифестот го повикува собранието да ги усвои уставните измени без дополнителни одлагања. Документот се обелоденува на само 10 дена пред пленарната седница за уставни измени. За почетокот на процесот на отворање на уставот неопходна е двотретинска поддршка во собранието. Нешто што засега мнозинството го нема. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.